на почетокот да ја слушнеме најубавата химна на светот, македонската. Се случи тоа што се случи. Мораше ли? Не знам, само Господ знае зошто. Гледавме со неверица, се слуша истрели од пушки, страват ни татнежи од гранати. Се случи војна. Во 2001 година припадниците на македонските безбедносни сили војуваа за одбрана на нашата татковина Република Македонија. По завршувањето на војните действија на почетокот на 2007 година, дел од македонските бранители, предводени од највисоките поранешни старешини од Тигрите, го формираа Сдруженијето Достоинство, а подосна во 2011 година ја формираа и политичката партија Достоинство. Ве поканувам да ја поздравиме химната на Сдруженијето Достоинство, не мора да станувате, останете така, да ја поздравиме химната на Достоинство. Во одбраната на Република Македонија 70 на бранители го дадоа својот живот. Некои од нив починаа подосна како последица на здобиените рани или силниот стрес на кои били изложени за време на војувањето. Затоа ве повикувам уште еднаш со едноминутно молчење да им одадеме почит на сите загинати и починати припадници. Нека им е вечна слава. За поводот и причините на овој денешен настан, повеќе ќе ни каже председателот на Достоинство, поранешниот полициски генерал Стојанче Ангелов и самиот учесник во одбраната на Република Македонија во 2001 година, најпрво како командант во посебните полициски единици, потоа како заменик командант на специјалната полициска единица Тигар, тешко ранет во битката за Арачиново. Го повикувам генералот Стојанче Ангелов. Почитуван председателе Пендаровски, почитувани семејства на четворицата починати генерали, почитувани генерали, полковници и останати армиски и полициски сегашни и поранешни старешини, почитувани припадници на редовниот и резервниот армиски и полициски состав, почитувани гости. Во Република Македонија во 2001 година, во кризните региони,
секојдневно се одвиваа вооружени борби помеѓу припадниците на безбедносните сили и законски дефинираните вооружени екстремистички и паравоени групации, односно Ослободителната народна армија или македонската УЧК. Минофрлачки гранати и стрелани од УЧК постојано паѓаа врз позициите на безбедносните сили. Тенкови и оклопни транспортери на армијата гаѓаа кон позициите на вооружените екстремисти. Армиската артилерија дејствуваше со сета расположлива сила. Специјални единици, борбени хеликоптери, тенкови, оклопни транспортери, топови, хаубици, минофрлачи, рачни ракетни фрлачи, фрлачи на гранати, митралези, пушко-митралези, автоматски пушки, рачни бомби, војна. Сето ова личеше на вистинска војна. Но дали на вистина имаше војна? Што се случи во Република Македонија во 2001 година? Што беше она во што ние, припадниците на безбедносните сили, секојдневно учествувавме? Војна, субверзивна војна, воена криза, воен конфликт, внатрешен вооружен конфликт, вооружен бунт или пак борба за човекови права или нешто сосем друго. Без разлика за која воено-теоретска опција ќе се решиме, единствена уставна категорија е поимот воена состојба. Член 124 од Уставот предвидува дека воена состојба настапува кога предстои непосредна воена опасност од напад врз Републиката или кога Републиката е нападната или е објавена војна. Воена состојба прогласува собранието. Ако собранието не може да се состане, одлука за прогласување на воена состојба донесува председателот на Републиката. Во 2001 година собранието редовно ги одржуваше своите седници, но воена состојба не беше прогласена. И покри тоа, во популарно наречените кризни региони, секојдневно се одвиваа жестоки вооружени борби. Република Македонија се најде во непрогласена воена состојба. Но кој беше агресорот? Која нападна државата? Со кого војуваа припадниците на безбедносните сили? Со терористи, со вооружени екстремистички паравоени групации, со Ослободителната народна армија, УЧК, со друг агресор или пак со востаници, борци за човекови права. Наредно прашање кој се поставуваше дали сударот беше внатрешен или бевме нападнати од надвор, или истовремено од внатре и од надвор. Одговор на овие прашања нема ниту денес, 20 години подоцна. Односно, одговор има, но одговорот е различен. Понекогаш дури и диаметрално спротивен, во зависност од авторот и од чија страна е авторот. Единствено неспорно е дека во 2001 година имаше вооружена борба и вооружени действија, иако формално правно не беше прогласена воена состојба. Македонија се најде во непрогласена воена состојба. Понатаму, исто така неспорно е дека припадниците на безбедносните сили војуваа. Војуваше полицијата, војуваше и армијата. Војуваше професионалниот состав на полицијата и армијата, војуваше и резервниот состав на полицијата и армијата. Во тие борби 70 припадници на безбедносните сили загинаа, а повеќе од 300 беа потешко или полесно ранети или повредени. Некои од нив починаа подоцна како последица на здобиените рани и повреди или преживеан тежок стрес. Меѓу подоцна починатите се и четворицата починати армиски и полициски генерали, нашите херои, генералот Панде Петровски, генералот Ристо Галевски, генералот Јосип Бошевски и генералот Атанас Јовчевски, за кои поголемиот дел од македонската јавност нема доволно или нема никакви информации. Покри денешното оддавање признание на овие наши генерали, ќе покренеме иницијатива за подигање на споменици на соодветно видливи места за овие херои од нашето блиско минато и наша задача како достоинство,
како здружение кое што потекнува од македонските брнители, како репрезент на македонските брнители е трајно да го чуваме споменот на сите загинати и почитани брнители, вклучително и на нашите починати генерали. За жал, не само генералите, заборавени си останатите брнители кои не добија права со исклучок на правото на бесплатно образование и предност при вработување, но на поголем дел од брнителите не им беше дојдено до бесплатно студирање, а во многу мал случаи, каде што и ние како достоинство сме помогнале, тука има помогнато и председателот, иако тоа е дискретно, одредени брнители добиле предност при вработување. Државата мора да се грижи за своите брнители и мора да го подобри односот кон нив. Нешто за што ние како достоинство подготвивме неколку иницијативи, но во интерес на времето сега нема да зборувам за нив, но ќе спомнам само една наша иницијатива, а тоа е да обезбедиме историчари кои што наместо нас ќе ги запишат и документираат ужасите, но и подвизите кои ги преживеавме борејќи се низ македонските боишта, брнејќи ја татковината. Бидејќи се покажа дека ние самите тоа не успеавме да го направиме. Вчера од страна на вице-премиерот Артан Груби беше промовирана книга за 2001 година, за жал од наша македонска страна, со исклучок на генералот Панде Петорски и неговата преубава и силна книга Сведоштва, без малку и да нема друга литература од непосредните учесници и предводници. Има и Тони Ангеловски, полицаец, една преубава книга, но од полициски аспект ги опиша своите доживувања. Ако веќе ние тоа не може да го напишеме, овде меѓу нас имаме генерали, полковници, мајори, капетани, војници, полицајци, кои што војувале од првиот до последниот ден, тогаш ќе најдеме историчари и луѓе кои што тоа ќе го запишат, бидејќи на државата и е потребна институционална меморија. Кога ја имав едно од последните средби со генералот Ристо Галевски, со кој што бев и многу близок, му реков: генерале, пишувај. Пишувам, столе, пишувам, не се секири, се ќе напишам, но смртта го спречи да напише се. Не знам дали воопшто нешто има напишано, затоа што почина изненадно на голема тага на семејството и на нас, неговите блиски, но тоа се случи и на другите генерали, но и на многу други припадници на полицијата и армијата, кои што прерано ги завршија своите животи, а силниот стрес кој што го доживеале во 2001 година е директна причина или барем ја забрзал нивната смрт. Ние како држава до денес немаме прецизни информации, ниту единствен регистер на припадници на безбедносни сили кои учествуваа во вооружените действија во 2001 година. Додека бев национален координатор за воени и полициски ветерани во владата, се обидов да направам нешто на оваа проблематика, но бидејќи се работи за интердисциплинарен проблем, односно вклучени се најмалку две министерства, одбрана и полиција, не успеав, а и нема време затоа што заминав на друга позиција, но тоа останува како една незавршена обврска, бидејќи ако сега прашате колку брнители учествува во 2001 година, никој не го знае точниот број. Колку припадници на специјалните единици учествуваа, колку припадници на полиција и на армија. Во нападот на Рачиново не бевме повеќе од 80 полициски тигри и верувам исто толку волци и припадници на посебните полициски единици и професионални војници по неколку стотини, додека луѓето имаат представа дека се работи за илјадници луѓе. Затоа наша задача како држава, и тука и ние се обидуваме и како достоинство, и јас од позициите кои што ги извршувам во владата, да направиме нешто на овој план, односно да направиме регистри и со стискање на едно копче да знаете колку специјалци учествувале во војната, колку од нив биле полициски, колку армиски. Ние имаме подобра евиденција за Втората светска војна, отколку за вооружените действија од 2001 година. Покри војните ветерани од 2001 година во нашата држава постојат и ветерани од една многу покрвава и посурова војна, а тоа се војните при распадот на СФРЈ. На боиштата заглавија многу наши војници, млади луѓе на по 18 години, кои што беа на отслужување на војниот рок, од нив десетици загинаа, стотици се тешко ранети.
но учество зема и многу старешини кои што професионално работеа, офицери и подофицери кои што професионално работеа во Југословенската народна армија и кои што војната ги затекна на нивните работни места. Исто и овде сметам дека имаме слабости затоа што немаме еден соодветен регистар и информација кој, кога и каде бил. Како што верувам на сите ви општо познато, ние како достоинство и јас како председател на достоинство последните неколку години активно работам на процесот на помирување помеѓу македонците и албанците, посебно на процесот на помирување помеѓу ветераните од двете страни, припадниците на безбедносните сили, популарно наречените или така сме наречени брнители и ветераните од ДУЧК. На почетокот ми одеше многу тешко, затоа што требаше да зборам со оние кои што пукале по нас, со оние кои што убиле мој брат по оружје, но едноставно иднината е таа, ние живееме заедно на ова парче земја и ако сакаме нашите деца да живеат безбедно, ние мораме да го заокружиме тој процес на помирување. Во тоа една од најголемите улоги ги имаше и поранешниот командант на војната полиција на УЧК во Кумановско-Ликовскиот регион Абедин Зимбери, со кој што имав во повеќе наврати долги разговори за тоа што се случуваше во 2001 година. И разликите помеѓу нас останува до ден денес, разликите за тоа што било. Додека разликите за иднината безмалку да ги немаме. Ниту тој сака да има војна, ниту јас. Излегува дека оние кои што сме носеле оружје во рака, ние кои што сме пукале, убивале, ние кои што не пукале по нас или не убивале, многу подобро ги знаеме ужасите на војна и похрабро се бориме за мир. Јас и понатаму сметам дека војната од 2001-та беше непотребна, погрешна и не смееше да ни се случи, бидејќи и без неа албанците во Македонија постепено ќе ги решеа сите своји неопходни етнички барања, проблеми и права. Најверојатно поспоро, но без оружје, непријателства и убивање. Благодарение на тогашната реална политика, на тогашниот премиер Љупчо Ѓорѓевски и лидерот на Демократската партија на албанците Арбен Джафери. Ветераните од ДУЧК се уште сметаат дека албанците во Македонија биле до толку згазени, обесправени и понижени, што немали избор и морале вооружено да се кренат. Значи, тоа е една разлика која што постои меѓу нас за минатото, но која што треба за неа да разговараме, но да не дозволиме да ни пречи во еднината. Јас се уште сум убеден дека борбата беше за територија, тоа јавно го зборувам, но ветераните од ДУЧК и поголем дел од албанците сметат дека се бореле за човекови права. Јас се уште верувам дека мнозинството македонски албанци си ја сакаат државата и беа против насилство и војна и дека некои од косовските албанци беа тие кои што ја потикнаа војната во Македонија. Но мене ветераните од ДУЧК и другите луѓе кои што се поврзани со 2001 година од другата страна ме убедуваат дека не е така. Јас си викам дека во нивните редови имаа косовари и други платеници. Тие ми викаат дека ние во нашите редови сме имале бугари и срби, нешто за што ние знаеме дека не е точно. Но пак ќе кажам, разликите за минатото не ни прават проблем во разговорите за иднината, за нашата иднина, за иднината на нашите деца. Ваквите наши ставови ќе ги потврди, омекне или отфрли времето и науката. Ние двете страни сме должни да ја помогнеме на науката. Благовремено, низ еден непристрасен, објективен научен пристап, да даде научно објаснување на сите прашања за кои ние се уште зборуваме, навиваме и не се согласуваме. Науката, а не ние, е таа која треба да го каже последниот збор, бидејќи ние, најверојатно, никогаш нема да се согласиме. А народот рекол дека вистината никогаш не е на едната страна, но јас во овој случај не се согласувам со таа народна мудрост. Следната разлика во нашите сваќања е кој победи во 2001-та. Јас и понатаму останувам убеден дека ние, припадниците на македонските безбедносни сили, бевме надмокни во секој поглед, плюс бевме врвно обучени, високо мотивирани и подготвени за одбрана на татковината, поради што, без поголем проблем и жртви, можевме да ја совладаме ослободителната народна армија.
Ветераните од УЧК пак сметаат дека тие со нивната герилска тактика, пожртвуваност и храброст никогаш нема да изгубат. Посебно ме замислија зборовите на некои од ветераните, за кои што треба сите да размислиме. Цитат: "Вие доаѓате, војувате, освојувате, оставате контролни пунктови и заминувате. Ние остануваме овде." Мислат на нивните села, во Тетовскиот регион, во Кумановско-Липковскиот регион. Еве да предпоставиме дека ќе освоевте некое село, ми вели еден пријател од УЧК. Или, како што велите вие, ќе го ослободевте селото од нас. Сте се запрашали ли некогаш од кого сте го ослободиле селото во кое живееме ние? Ќе поставите контролни пунктови, ќе оставите полиција и војска, ќе останете година-две, можеби и 3. На крај, вие ќе си заминете дома, ние ќе останеме овде, бидејќи ова е нашиот дом, бидејќи овде живееме ние. Оваа држава е наша, исто колку што и ваша, бидејќи и ние, исто како и вие, живееме во неа. Овие зборови многу ме замисли и во овие зборови има многу вистина. И воена победа нема да промени нешто на места каде што тие живеат во убедливо мнозинство или во етнички чисти села и населби. За тоа кој победи во 2001 нема никогаш да се согласиме, но за тоа кој изгуби постигнавме одредена согласност. Во 2001 година изгубија сите. Изгубија македонците, изгубија албанците, изгубија сите македонски граѓани. Изгуби Македонија. Загинаа борци од двете страни, загинаа цивили од двете страни. Повредени, ранети, осакатени, травматизирани од двете страни. Разурнати и напуштени цркви, џамии и куќи. Покрај ненадоместливата штета од човечки животи, кои не може да се вратат, војната од 2001 ја чинеше Македонија и многу пари. Дополнително ја осиромаши и така сиромашната држава. Ја врати назад, и тоа многу назад. Десетици години назад. Ја врати назад на економски план, уште повеќе на меѓуетнички план. Војната од 2001. Но кој беше виновен за тоа што ни се случи? Кој беше виновен за тоа што Македонија се најде во виорот на внатрешен меѓуетнички вооружен конфликт? Чија беше вината за да спречиме повторно да ни се случи? Се разбира, целата држава и сите граѓани не може да бидат виновни. Не може да бидат виновни ниту сите албанци, ниту сите македонци. Виновни беа сите дотогашни државни раководства кои беа должни, но не успеале да најдат начин да го спречат вооружениот конфликт кој тлееше и се подготвуваше со години наназад. Но реално, кога во предвид ќе се земе се во тој период, ниту било лесно, ниту едноставно да се најде таков начин. Ова можам да го кажам од денешна перспектива, 20 години подоцна. Нашиот денешен председател, врховниот командант на вооружените сили, господинот Стево Пендаровски, тоа го знае подобро од нас, бидејќи како советник на тогашниот председател Борис Трајковски учествувал во носењето на непопуларни одлуки кои тогаш нам, на македонските бранители, не изгледаа како предавство. Но од денешен аспект можеме само да се заблагодариме и на загинатиот, односно починатиот председател Борис Трајковски и на сегашниот наш председател Стево Пендаровски, во тој период советник на председателот Борис Трајковски, бидејќи помогнаа војната од релативно мал конфликт да не премине во крвава војна до тотално меѓуетничко истребување. Особено ако се земе во предвид тенденцијата за така нареченото второ полувреме, кој обстојуваше кај одредени високи кругови, но и кај дел од брнителите, бидејќи дел од брнителите, меѓу кои што бев и јас, желно очекувавме второ полувреме за да ја дозавршиме незавршената работа. За среќа не дојде до такво нешто, конфликтот помина со релативно мал број на жртви, нека е лесна земјата, нека е вечна славата на сите загинати македонски брнители, но ако споредиме со Хрватска, со Босна, каде што луѓето гинеа со илјадници, би рекол понекогаш во еден напад и во еден ден,
ние поминавме како држава релативно лесно. Затоа никогаш не смееме да ги заборавиме нашите брнители, кои што загинаа, но и оние кои што подоцна починаа, а се бореа за нашата држава. Почитувам председателе, иако за можеби само неколку работи имаме мали несогласувања, сепак од име на македонските брнители, барем од делот кој што јас го представувам, ви благодарам што помогнавте да се спречи обновувањето на крававата меѓуетничка војна, од која ќе немаше назад, а Македонија денес ни приближно немаше да биде она, што е денес, можеби повеќе ќе наликуваше на Босна. Воедно ви благодарам и за вашето присуство овде со нас, со што вие, како председател на државата, за која се боревме, но и како врховен командант на вооружените сили, покажувате голема почит и оддавате признание на сите брнители, но посебно на четворицата починати генерали за кои што денес се собравме овде. Затоа, за да не ни се повторат грешките од минатото, целосно ја оправдувам и поддржувам мудрата меѓуетничка политика на сегашното државно раководство, кое недвосмислено прави се во Македонија да успее концептот на едно општество за сите. Внатрешен концепт кој меѓу другото успешно превенира и опасност од иден вооружен меѓуетнички конфликт. Внатрешен концепт кој од различни мотиви, дел искрени, но повеќето задни, некои се обидуваат да го обструираат или целосно минираат. Нормално, како и секој друг концепт, и овој концепт има слабости, но генерално ја води државата напред. Македонија на македонците некому му звучи добро, но е тотално нереално, бидејќи во Македонија, покри македонците, живеат и албанци, и срби, и роми, и власи, турци, бошњаци и така натаму. Македонија бинационална држава, запнале неколку албански политичари. Не бива, од истите причини кои ги кажав пред малку, бидејќи во Македонија не живеат само македонци и албанци, живеат и многу други луѓе, припадници на други етнички заедници, и затоа пред се да бидеме луѓе, пред се да бидеме граѓани на оваа преубава земја, а дури потоа да ги земеме во предвид етничките припадности. Затоа многу поубаво, побезбедно и похумано, а и политички помудро звучи Македонија на сите кои живеат во неа, Македонија за сите кои живеат во неа, Македонија едно општество за сите. Ова го напишав пред 2-3 години. Иако на општо изненадување, колку тоа некому и да не му се допаѓаше, и најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН го прифати овој концепт на едно општество за сите под мотото Македонија за сите луѓе, што во суштина е едно ти исто. И ваквиот концепт, колку и да не е популарен кај одредени категории на граѓани, сепак е единствениот реален правец кој гледано на долги патеки нуди безбедност, мир и просперитет на нашата држава. Денес Македонија е членка на НАТО, што само по себе, меѓу другите придобивки, гарантира и безбедност на државата, но не само надворешна безбедност, како што тврдат некои аналитичари, НАТО ни помага и во зацврстување на внатрешната безбедност. И со секој измина ден, шансите за повторен меѓуетнички судир стануваат се помали и помали. Порано се боревме во војна, денес се бориме за мир. Помислата дека со нашата активност ќе спречиме едно, макар и само едно насилство, ќе спречиме една, макар и само една тепачка во автобус, ќе спречиме еден, макар и само еден напад со нож, во кој ќе биде избодено некое дете, ни создава силна морална обврска и ни дава сила да не се откажеме и да одиме до крај во процесот на помирување. Ние не мора да се сакаме, но мора да живееме заедно и пожелно е да се почитуваме. А јас верувам. Верувам во мојата држава, верувам во мојот народ, верувам во безмалку сите македонски граѓани. Верувам дека во Македонија набргу животот ќе стане побезбеден, полесен и подобар, иако во моментов се соочуваме со неколку сериозни кризи, бидејќи Македонија ни е се што имаме. Ви благодарам. Би сакал јас,
а не водителот, кој што исклучително го почитувам, да го најавам документарниот, се извинувам, спотот за тигрите, снимен во јули 2001 година. Реториката која што тогаш ја користевме, можеби не е најсоодветна за денешното време, но тоа е нашата блиска историја. Ова беше пред само 20 години, затоа со пуштањето на овој спот, а подоцна и со документарниот филм, кој што го направи достоинство во продукција на достоинство, ние само сакаме да ја зачуваме меморијата на она што се случуваше во 2001 година. Да не заборавиме никогаш, но не и да распалуваме меѓуетничка омрза. Било да не се повтори. Значи, најпрво ќе го изгледаме спотот Биди тигар, со кој што во Тигрите се обидовме да регрутираме луѓе и наместо очекуваните 10.000 лица кои што требаше да се пријават, се пријавија само 520. А знаете ли зошто? Бидејќи за Македонија се гинеше. Кога не е војна е полесно, кога е војна е потешко. Веднаш потоа ќе оди документарниот филм за 2001. Однапред се извинувам на председателот, бидејќи тој филм содржи одредени квалификација, одеше по сите телевизии, тој сведочи за едно време кое што денес е надминато. Повторувам, целта е да се подсетиме на блиското минато, а не да шириме меѓуетничка омрза. Денес, оние кои што се опишуваат во документарниот филм, со некој од нив јас сум добар и верувам искрен пријател, пијам кафе со нив, зборувам за денешнината, зборувам за иднината, зборуваме за иднината на нашите деца и се бориме за мир. Ви благодарам. Војувала Македонија од памти век со многу непријатели. Со Атина, Рим, со моќната Персија. Кренала меч на Византија, пиштоли кама на Отоманската империја. Војува Македонија и денес со историските наследници на албанските балистички орди. Војувала и ќе војува. За навек да остане горда и непокорна, секогаш своја, никогаш туѓа. Македонија ни е се што имаме. Македонија ни е над се. Бидејќи еден од најподготвените, најборбените, најхрабрите, најжестоките, еден од непобедливите војни на Македонија. Биди тигар и бори се како тигар за своите најмили, за својот дом, за единствената војна, затоа што Македонија те вика. Армиските сили континуирано се продолжината на Македонија, на северната граница, 2001 година, војната веќе беше на прагот. На северната граница тегобна неизвестност. Можноста војната криза од Косово да се префрли во Македонија веќе беше реалност. Само политичкото раководство остануваше слепо на фактите што разузнавачите на армијата и државната безбедност секојдневно ги нудеа од теренот. А таму, на северниот и северозападниот појас, длабоко во територијата на Македонија, веќе беа вкопани и подготвени за пролетна офанзива албанските сепаратистички и иредентистички бригади. Историските наследници на некогашните фашистички миленици, балистите, сега со нови покровители го чекаа знакот за напад. Го чекаа повикот за, како што велеше нивната пропаганда, ослободување на албанските територии
од униформата на славомакедонскиот окупатор. И почна офансива на пограничното Тенушевци. Падна и првите жртви. Ангажиран беше целиот расположлив борбен потенцијал. Распука Шарпанина. Се отвори Тетовскиот фронт. Директно на Тушкове. Ден и ноќе беше загрозено Тетово и селата од Долни и Горни Полог. Почна и екзодусот на македонското население. Напуштање на петлосаните куќи, гасење на вековните огништа и пребег во Скопје. Долги позициони прекупувани. Конечно, здружена операција на армијата и полицијата. Освоено е Тетовското кале. Ослободени беа и изчистени од присуството на УЧК шарпланинските села Шипковица, Гајре, Вејце, Селце. Зад наивните и навидум невини погледи на напуштените старци се кријат огромни арсенали на оружје, муниција, опрема, лекови, храна. А нивните синови, разбегани по непрегледните предели на шара и оттаму кон нивниот матичен заштитник Косово. Некои останале под овие свежи гробови. Пукна и во Кумановско. Се отвори Кумановскиот фронт. Македонските и српските семејства веднаш ги напуштија Кумановско-Липковските села. Дел од албанското население беше ослободено од заложништво, беше ослободено од опасноста да биде колатерална штета, ослободено од присилата да служи, да даде член од семејството под оружје или да плати висока цена од тешко заработениот земјоделски денар. Дел пак остана верно да им служи на самонаречените ослободители и провокативно да се подметне како жив цивилен штит. Comme un transit de guerre. И 4. мај 2001. На Свети Кирил и Методи ден Спасов ден. И повторно ангажман на Сдружените безбедносни сили на армијата и полицијата со нивната овој пат бројна резерва. Со прецизно спланирани и изведени действија започнува голема операција на вооружените сили на Република Македонија. Па така во низ беа ослободени селата Ваксинце, Борисари, Слупчане, Опаје, Матејче. Се стега обрачот и околу Скопје. Терористите го запоседнуваат Арачиново. Македонците до ден денешен се немаат вратено во своето родно село. 23
3. juni 2001. godina. So artilerijska podgotovka i vozdušna podrška počuva bitkata za Račinovo. Specijalni antiteroristički jedinici, Volci i Tigri. Bolnicите се полнат со загинати и голем број ранети војници и полицајци. Веќе трет ден се водат блиски борби, се освојува куќа по куќа. Рачиново беше во целосен обрач и мораше да падне. Но до тоа не дојде. По наредба на врховниот командант и Советот за безбедност, терористите и нивните странски инструктори неказнето го напуштија Рачиново и заминаа некаде на други задачи. Се случи масовен излив на гневот кај бранителите и народот, посебно кај резервистите кои сигурно го држаа селото во обрач, а терористите на нишан. Политичката одлука ја жигоса како предавничка и жестоко реагира. Долго во ноќта се слуша предупредувачки рафани пред собранието. Рачиново од 2001 нема да се памети како срамен пораз на македонската армија и полиција, туку ќе се памети како срамен пораз на македонските политичари. Впрочем, како и целата војна, по сите војнички добиени битки капитулираа само политичарите. Ќе се памети и по крвавите терористички заседи. Најкрвавата меѓу нив, 28 април, Вејце. Масакрирани и живи запалени, во тешки маки загинуваат 4 армиски и 4 припадници на посебната полициска единица од Битола. 8 август, заседа Карпалак. Поголема грешка и вина на армискиот команден кадар и необезбедувањето на конвојот загинуваат 10 армиски резервисти од Прилеп. 10 август, заседа Љуботенски Бачила, загинуваат 8 припадници на армијата. 11 ноември, Требош. При обезбедување на судското ископување на масовната гробница за откривање на тајната за 12 исчезнати цивили, во заседа загинуваат 3 полицајци. 2001 заврши со 70 загинати и околу 400 ранети припадници на безбедностните сили. Војната од 2001 веќе со години е зад нас. Полека ја брише заборавот. Забораваат оние кои под превезот на удобниот и лесен живот им се препуштиле на земските задоволства. Забораваат и оние кои под спрегите на сиромаштијата мака мачат со секојдневието. 2001 сигурно најмногу сакаа да ја заборават оние со нечиста совест. Но дали треба да се заборави? Дали треба да се заборават загинатите, ранетите, психички травматизираните борци и сите оние кои ја бранеа државата, ги бранеа и вашите домови и вашите деца? Дали треба да се заборави 2001-та, барем како историска ука и поука, оти тој што не почитува народно искуство и не влече историски поуки, самиот се предодредил за преповторување на старите и правење нови
i novi greški. A некои сејачи на магла пак ќе ви речат: не гледајте во минатото, гледајте во иднината. Овај беше само еден наш скромен документаристички придонес со мал поглед врз скорешното минато, за повистар и попродорен поглед кон иднината. Импресивни беа овие фотозаписи кои што верувам вечно ќе останат во меморијата на сите нас. Според сценариото одиме на доделување на признанијата. Ќе ми дозволите по неколку реченици да прочитам за секој признание, за секој од луѓето кои што го заслужија ова денешно присуство. Најпрвен за генерал полковник Панде Петровски. Роден е на 26 декември 1943 година во село Живојно Битолско, Република Македонија. Со сопругата Пандора имаа две деца, керка Билјана и син Зоран. Основното образование го завршил во 1958 година, а потоа и индустриско училиште во 1961 година. Војна академија на копнената војска на ЈНА завршил во 1965 а командно-штабна академија во 1976 Во 85 година завршил и школа за народна одбрана. Во чин подпоручник бил произведен во 1965 година, а во 1968 бил унапреден во чин поручник. Чин капетан добил во 1971 година, а во чин капетан прва класа е унапреден во 1973 година. Во чин мајор 77 година, во чин подполковник во 1982 година, во чин полковник во 1986 година, во чин генерал мајор 1993 година, во чин полковник е унапреден во 2001 година. Својата служба ја извршувал во повеќе различни гарнизони на ЈНА, и тоа Јастребарско од 65 до 76, Прилеп 76 до 81, Велес 81 до 86, Приштина 86 до 89 година, а во новосоздадената македонска армија гарнизоните Скопје од 89 до 92 и 96 до 2002, како и Битола од 92 до 96, извршувајќи повеќе должности, и тоа командир на вод, командир на чета, заменик командант на батальон, референт за физичко воспитување на бригада, командант на оклопен батальон, помошник на началникот на штаб за оперативно наставни работи, началник на штаб, а воедно и заменик командант на бригада, командант на бригада, началник на органот за персонални работи во трета воена област, командант на армиски корпус, помошник на началникот на генералштабот на АРМ за борбена готовност од 96 до 2001. Во 2001 година заменик на началникот на генералштабот на АРМ. Советник на министерот за одбрана на Република Македонија за развој и потреба од 2001 до 2002 година. Почетокот на вооружените действија го затекна армискиот генерал полковник Панде Петровски на позиција помошник на началникот на генералштабот на АРМ за борбена готовност.
по разгорување на вооружените дејства е унапреден во заменик на началник на Генералштабот на АРМ, а од 12.6.2001 година унапреден во началник на Генералштабот на АРМ. На сите три позиции, посебно на последната, генерал полковникот Панде Петровски покажа изворедни успеси во организирањето и командувањето со безбедносните сили на Република Македонија, успешна и ефикасна одбрана на независноста, безбедноста и територијалниот интегритет на Република Македонија како изградба и јакнење на одбранбената способност. Пензионирана е во 2002 година, а почина 31 декември 2006 година. За додолувањето на плакетата го повикувам неговиот син Зоран да го добие ово одличие, генералот Стјан Чангелов. Големо е тежината на еден такав човек да се каже нешто. Сем голема благодарност и многу ми е драго што има уште луѓе што се сеќават и не се срамат од своите команданти. Би сакал ова држава да се спомнуваат и борците од партизаните. Дедо ми 2 пати беше рануван, член на 7 бригада, таа генерација замина. Би требало како кај нас во Битола што има француски гробишта, не знам од каде, германски, сидат луѓе, така и вие. И затоа големо благодарност до сите овие луѓе што ја продолжуваат таа традиција и не се срамат од своите команданти. Благодарам. Генералот Председатели, уште еднаш да повторам дека филмот е сниман 2008 година, кога нашата риторика беше пожестока, со дел од неа денес и јас не се согласувам и би додал дека полесно е да водите војна, отколку да се борите за мир. Затоа што кога се борите за мир, многу луѓе тоа не го препознаваат и користат лоши квалификации. Но благодарение на тогашната политика, на председателот Борис Трајковски, како што веќе реков, Македонија избегна крвава војна до тотално истребување. Благодарам. Генералот Ристо Галевски е роден на 6 јанари 1957 година. Со сопругата Мирјана има 2 сина, Александар и Дамјан. Средно полициско прва генерација и факултет за безбедно сообраќајна полиција Скопје, командир на полициската станица Кисела вода, главен инспектор за јавен ред и мир на републичко ниво, заменик, подсекретар за полиција генерал, државен советник на министер, помошник министер за европски прашања и меѓународна соработка. Почетокот на вооружените дејства во Република Северна Македонија во 2001 година го затекнаа тогашниот полициски полковник Ристо Галевски на позицијата заменик началник на оделот за полиција при МВР. Во април 2001 година е унапреден во началник на оделот за полиција при МВР, односно прв човек на македонската униформирана полиција, при што се стекнува со тогашниот полициски чин генерал мајор. До завршувањето на вооружените дејствија во 2001 година, полицискиот генерал Ристо Галевски ја предводеше македонската униформирана полиција во одбраната на Република Македонија, при што покажа изворедни успеси во организирањето и командувањето со безбедносните сили на нашата држава, успешна и ефикасна одбрана на независноста, безбедноста и територијалниот интегритет како изградба и јакнење на одбранбената способност на нашата држава. Почина на 10 ноември 2007 година. 11. Добро, тука пишува 10, во секој случај плакетата за Александар, за генерал Галевски, се извинувам, неговиот син Александар. Поверете.
Почитувани бранители, пријатели, почитуван председател на Македонија, почитувани колеги на мојот покоен татко. Најпрво сакам да се заблагодарам на Сдруженијето на бранители достоинство за доделувањето постхумно признание на мојот татко за придонес во безбедноста и одбраната на државата во 2001 година. Особена чест ми представува што денес во име на семејството Галевски го приемам признанието за придонесот на нашиот сопруг, татко и дедо за херојството на вашиот генерал за време на исклучително тешкиот период за Македонија. Денес се спомнуваме не така далечната 2001 и денес за прв пат после 20 години од нападот на врз вооружените сили на државата, Ристо Галевски добива признание од јавен карактер, признание кој неспорно го заслужи со својата посветеност кон работата и љубовта кон државата. Но воедно морам да го потенцирам нашиот семен немир. Верувам исто така и немир кон повеќето од вас, што државата, односно сите ние заедно, бидејќи ние сме дел од неа, ја сочинуваме државата, заборавивме да ги одликуваме оние кои одбранија населението и институциите, без разлика дали се овде или не се повеќе меѓу нас. И се уште забораваме институционално да ги наградиме оние кои навистина заслужуваат да бидат пофалени пред македонската јавност и не бидат заборавени. Секако тоа не е добар пример за идните генерации и мора да направиме чекор напред. Претрпевме многу семејни потешкоти како во 2001 така и наваму, бидејќи товарот од 2001 кој татко ми го понесе со себе беше огромен, како резултат на таа тежина која никогаш не сакаше и не можеше да ја пренесе на друг, тежина дополнета со неговото сведочење во Хаг во случајот Љуботен, неколку месеци пред кобниот ноември 2007 на 50 годишна возраст Ристо не напушти, неговото срце не издржа повеќе да трпи неправдини. Она што најмногу вас ве засега за професионалноста во полицијата и безбедноста во целост, па затоа дозволете ми да го повторам она што Ристо често го велеше кон политичарите. Оставете ги полицајците да си ја вршат работата. Политичарите се оние кои ги поставуваат рамките за работење, но полицајците се тие што вршат полициски работи и престанете со партизација. Од тука ве замолувам да избегнеме било какво политизирање или партизирање на овој настан, без разлика на личните политички убедувања. Премногу сме тажни што не си со нас, но и премногу горди сме со тебе, горди сме што јавноста те памети како вистински полицаец и човек со големо, но меко срце. Горди сме што создаде едно прекрасно семејство, кое ги продолжува и негува семејните вредности. Секако дека ние никогаш нема да забораваме. Но она што исто така не прави горди е дека твојот труд и љубов кон професијата и државата останува незаборавен. Слава вам! Ова морам да го кажам, во една прилика бевме заглавени на Попова шапка, каде што немаше хеликоптери за транспорт, а патот беше блокиран. Му се јавував постојано на генералот Галевски: генерале, луѓето се на крај на нервите, истрошени се. Издржите столе, издржите уште неколку дена, хеликоптери нема. Поминувавме пекол, секој ден бевме напаѓани, секој ден имаше пукање, но притисокот кој што паѓаше врз него, затоа што кој ја таму се грижев за неколку десетици или стотина припадници на безбедносните сили, тој се грижеше за целата македонска полиција. И последно што памтам, пред да почине, на неговиот рибник во Стумичко Банско, мисля дека беше, пржеше крап, изборувавме за војната и тогаш кажа дека ќе напише се, за жал, пред време не напушти и не стигна да напише ништо. Нека му е вечна славата, благодарам до семејството затоа што сте овде, благодарам си до председателот кој што овде. Благодарам. Тони. Бригадниот генерал Бошевски Јосип е роден на 7 ноември 1948 година во село Журче во Демирхисар, Република Македонија. Од татко Ристо и мајка Драгица. Оженет бил со сопругата Родна од 1974 година. Татко е на 2 деца. Син Југослав, 97 и керка Милена, 80. По завршување на основното образование, неговата наобразба продолжува во гимназијата во Крушево, која ја завршил во 1967 година, пошто продолжил на Војната академија на копнената војска на ЈНА, а истата ја завршил во 1971 година. Командно-штабната академија на копнената војска завршил во 1979 година. Во чин артилериски подпоручник е произведен во 71 година, а во чин поручник унапреден во 74 година. Во чин
капетан и унапреден во 1977 година, капетан прва класа во 80-та, во чин мајор во 1984 година, во чин подполковник во 1988 година, во чин полковник во 1994 година и во чин бригаден генерал и унапреден во 2001 година. Во својата кариера како припадник на ЈНА службувал во гарнизонот Битола од 1971 година и продолжил како офицер на Арама во истиот гарнизон до 1994 година, кога преминал во гарнизонот Кичево, каде што останал до неговото пензионирање. Службата ја извршувал преку повеќе командни должности, и тоа командир на вод, командир на батерија, заменик командант на мешовит артилериски полк, командант на мешовит артилериски полк, началник и референт на артилерија, командант на граничен батальон, референт за разузнување, командант на бригада. Почетокот на вооружените действија во Република Северна Македонија во 2001 година го затекна армискиот бригаден генерал Јосип Бошевски на позиција командант на бригада на Кичевскиот гарнизон. Како еден од најдобрите и неискусни високи армијски старешини, тој беше распореден во Тетовскиот кризен регион, од каде командуваше со армиските единици распоредени во овој регион, при што покажа изворедни успеси во организирањето и командувањето со безбедносните сили. Успешна и ефикасна одбрана на независноста, безбедноста и интегритетот на Република Македонија, како изградба и јакнење на одбранбената способност. Пензиониран е во април 2001 година, а почина 1 јануари 2010 година. Неговата керка ја поканува Милена, керката на генерал Бошевски, да го прими ова признание. Можам да извадам маска? Да, слободно. Дозволете да ве поздравам и посебно да се заблагодарам на Сдруженијето Достоинство, што го организираше овај настан за посхумно доделување на признание на починатите генерали, припадници на македонските безбедносни сили. Исто така, големо благодарам до председателот на државата, Степо Пендаровски, за што сме почестени со неговото присуство за овој денешен настан. Генералот Бошевски беше еден од генералите кој што со својот труд и способност во раководењето на должностите во текот на АРМ придонесе во развојот на македонската армија и држава. Исто така учествуваше во конфликтот во борбените операции во 2001 година со цел да ја одбрани независноста, територијалноста, интегритетот и суверенитетот на државата. Во текот на 2001 година во борбените операции беше главен осмислувач и реализатор на операцијата која беше изведена под конспиративно име ЕМИКС како командант на оперативно-тактичка група 1, со што со неговото знаење и искуство за изведување на ваков вид борбени операции, действијата беа изведени строго селективни, контролирани, доволно дозирани, пред се легитимни, со што беше испочитувано меѓународното воено право и беа избегнати секакви цивилни цели и жртви, и ова операција резултираше со голем успех. Генералот Бошевски почина на 2 јануар 2010 година по кратко боледување, но неговите дела останаа препознатливи до ден и денес, до ден денеска. Доказ за тоа е ова посхумно доделување на признание за храброст. Мене како негова ќерка ми е од посебно значење. Неговото име и дела продолжуваат да живеат и понатаму, благодарение на сите присутни денес овде. Не ми преостанува ништо друго, освен да ви се заблагодарам уште еднаш и да се заблагодарам на сите оние кои што го дадоа овој придонес за денешниот настан за
Само една реченица за генералот Јосип Пошевски, тогаш не беше генерал, беше полковник. Јас бев командант во посебната единица во полиција во Тетово и кога одевме во касарна, ми остана врежена сликата, една цигара имаше во пепелара, една во рака, друга во уста. Ја мислам дека по 3 цигари одеднаш пушеше. Но такви жестоки наредби од него многу сум научил, сум гледал со восхитување на него, затоа што беше безкомпромисен, знаеше точно каде се наоѓа секој единица, секој артилериско орудие, секој тенк и сето тоа изворедно го координираше, за жал и тој прерано не напушти. Ми остана уште едно признание за генерал подполковник Атанас Јовчевски. Роден на 3 мај 1952 година во село Големо Радобил, Прилепско, со Република Македонија. Со сопругата Стана бил во брак долги години, заедно имаат 2 керки, Викторија и Александра. Завршил гимназија во 1971 година во родниот Прилеп, пошто заминал на Војната академија на Копнената војска на ЈНА во Белград. Истата ја завршил во 1975 година. Командно-штабната академија на војното воздухопловство и противвоздушна одбрана ја завршил во 1991 година, а школа за национална одбрана во Истанбул, Република Турција во 1996 година. Во чин подпоручник бил произведен во 1975 година, а во чин поручник е унапреден во 1976 година. Во 1979 година бил унапреден во чин капетан, во чин капетан прва класа во 1983 година, во чин мајор 88 година. Унапреден е во чин подполковник во 1992 година, во чин полковник во 1998 година, а во чин бригаден генерал во 2002 година. Во чин генерал мајор 2004 година и во чин генерал подполковник бил унапреден во 2007 година. Во својата кариера службувал во повеќе различни гарнизони на ЈНА, и тоа Задар, Кичево, Прилеп, а по осамостувањето на Република Македонија и основањето на нашата армија бил на служба во Битола, Петровец, Охрид, Скопје, Куманово. Службата извршувал преку повеќе должности, и тоа командир на вод, командир на чета, командант на артилериски дивизион, началник на штаб на лесен артилериски полк, а воедно и заменик командант на корпус, помошник на началникот за оперативни наставни работи во командата на вториот армиски корпус, командант за полк за противвоздушна одбрана, заменик на командант на командата на Копнената војска 2002-2003 година, командант на командата на Копнената војска 2003-2005 и командант на Сдружената оперативна команда 2005-2007 година. Почетокот на вооружените действија во 2001 година го затекна генералот Јовчевски на позиција командант на полк за противвоздушна одбрана, при што покажа изворедни успеси во организирањето и командувањето на безбедносните сили. Успешна и ефикасна одбрана на независноста, безбедноста и територијалниот интегритет, како изградба и јакнење на одбранбената способност на Република Македонија. Пензиониран е во декември 2007 година во чин генерал подполковник, почина на 20 март 2008 година. Ја поканувам Александра, неговата керка, да го прими овој одличие. Добар ден на сите. Ми представува особена чест да го примам ова признание во име на мојот татко Атанас. Лично, значи, јас и во име на нашето семејство, на мојата мајка и мојата сестра. За неговите успеси слушнавме од Стојанче. Тука сте. Неговите колеги, соработници. Можете да посведочите. Јас можам да ви кажам како татко. Живеевме во време кога оваа држава ги воспоставуваше темелите на незината државност. Сето тоа се прекрши преку нас.
преку сите ваши семејства. Сигурно сите го имате оној вкус, оно чувство, на изневереност на некој начин, на тежината што ја имавме, додека бевме сами со нашите мајки, а тие питаја да ја градат државата и да остане така, незабележано. Нивниот труд, нивното дело, но сето ова немаше да го имаат без нас, без нашите мајки, доколку тие го нема разбирањето и го нема сваќањето за нивниот сон, за изградбата на нивната држава. Да им се заблагодариме и на сите наши мајки, на сите ваши сопруги, на сите ваши деца. Слава им! Сакам да кажам неколку реченици, но овој говор ме растрепери и растажи. Благодарам на сите кои што дојдовте на оваа манифестација, на оваа церемонија на доделување на признанија. Благодарам на сите македонски бранители, на сите граѓани, посебна благодарност до нашиот претседател, врховниот командант на армијата, господинот Стево Пендаровски. Почитувани, на крајот ми останува само на сите да ви заблагодарам и од моје лично име, јас сум Тони Митев. Поздрав и до гледање се неделу. Комисија формира државата. Така. Ние најпрво сакам да укажам на една дистинкција помеѓу Сдруженијето и партијата. Во Сдруженијето имаме и членови кои што не се активни во политичката партија Достоинство. Нашата цел е да го зачуваме споменот на 2001 година. Ние како држава имаме обврска да ги документираме настаните и личностите што се случија во 2001 година, затоа што имаме проблем кога се работи за таа така наречена институционална меморија, бидејќи ние немаме едно место на кое што се собрани сите информации за 2001 година. Ако вие денес прашате колку припадници на полицијата или на армијата или вкупно заедно учествува во вооружените действија во 2001 година, никој нема да ви даде прецизен одговор затоа што немаме таков податок. Сите податоци се приближни, правени врзнostova на она што беше на терен. Ние мора да имаме еден регистер на бранители, регистер на припадници на безбедносни сили кои што учествувале во вооружените действија и во секој момент како држава треба да знаеме дали некој бил припадник на полицијата, дали бил припадник на армијата, дали на редовниот, дали на резервниот состав. Понатаму на кој боишта учествувал, во кој период, врзосно на тоа да се избориме за одредени права, бидејќи дефинитивно бранителите безмалку да не уживат никакви права. Благодарение на Достоинство би рекол дека темата за 2001 година и за проблемите на бранителите останува актуелна со именувањето на позицијата национален координатор на која што бев 2 години се обидов некои работи да ги променам. Делумно успеав, делумно не успеав, но и сега како директор на Центарот за управување со кризи, јас секојдневно имам комуникација со бранителите, имам комуникација со семејствата на бранителите, семејствата на загинатите, на починатите, помогам онолку колку што можам. Начинот на кој што ние би ги зачувале
информациите за 2001-та, односно оно што ние како бранители, како непосредни учесници сме го доживеале, страдањата, крвта, загинатите наши соборци, ранетите, сите оние битки низ кои што некој од нас помина, некој повеќе, некој помалку, ние сакаме да ангажираме историчари кои што тоа ќе го документират. Бидејќи се покажавме неуспешни на овие поле, овде ќе бидам самокритичен и кон мене, освен 4 колумни кои што ги напишав додека работев во Ирак, јас не успеав да напишам една книга, барем зона на која што јас сум сведок како еден од тогашните повисоки полициски старешини. Генералот Ристо Галевски почина без да објави ниту еден труд, но тој ја знае целата вистина околу 2001 година што се однесува до полициските сили. Информациите кои што заминаа со него, денес никој друг не ги знае. Останатите старешини кои што беа под него пониско рангирани, но сепак највисоко во врвот на МВР, исто така не се активни на полето на пишување, па ние веќе со повеќето од нив јас разговарав да направиме средба со лица кои што тоа ќе го напишат. Тоа треба да бидат историчари, затоа што треба да имат еден научен приод на она кажаното, бидејќи 20 години подоцна, ние знаеме да ги разубавуваме настаните, некој знае да ги хиперболизира. Нам ни треба вистината што се случи во Република Македонија во 2001 година, кој војуваше, против кого ние војувавме, дали ние војувавме против вооружени екстремистички и паравоени групации, како што УЧК се дефинирани во важечкиот закон за бранители, или војувавме против борци за човекови права. Но сето тоа треба да го направиме за да ја расчистиме таа воена 2001 година, како и причините кои што доведоа до неа. Целта не е ние да создаваме нов омрза, напротив, ние како достоинство работиме на помирување, но без да исчистите раната не може таа да заздрави, не може да одиме напред. Јас сметам дека и јас како претседател на достоинство, но и благодарение на тимот кој што го имам околу мене, во соработка со неколку ветерани од УЧК направивме еден голем исчекор, особено овде ќе го спомнам поранешниот командант на војна полиција на УЧК Абедин Зимбери, со него направивме одредени постапки, но во јавноста многу често се случуваше да бидеме напаѓани. Ќе кажам, лесно е да војувате во војна, тешко е да се борите за мир. Мене ми беше полесно да пукам во 2001 година, отколку сега, кога треба да зборувам за мир, бидејќи популизмот, кој што го користат одредени политичари, распалувачката политика која што користат одредени политичари, е поприфатлива, поприемчива за граѓаните, но тоа не води никаде. Македонија е наша заедничка татковина. Татковина на сите македонски граѓани, без разлика дали се македонци, албанци, срби, турци, власи, бошњаци и така натаму. Јас сум задоволен од политиката на оваа влада, која што на почетокот и мене ми изгледаше туѓа и ми представуваше проблем да ја прифатам, а тоа е едно општество за сите, бидејќи факт е дека и таа има своји слабости и е злоупотребено од одредени албански политички фактори, но ова едно општество за сите нас не доведе во една нова епоха. Ние денес гледаме коалиции и постизборни, но и предизборни помеѓу македонски и албански партии. Ние видовме дека опозицијата направи коалиција или еве да кажеме се потпишаа на исписок заедно со албански партии. И тоа ВМРО ДПМН е нешто што пред само неколку години беше незамисливо, затоа сите ние заедно треба да го трасираме и да одиме по тој пат на помирување. И ова едно општество за сите е факт дека е прифатено и од најголемата, најмокната опозицијска партија ВМРО ДПМН, со тоа што нивната крилатица гласи поинаку Македонија за сите луѓе, но во суштина тоа е тоа. Сметам дека во Македонија направи многу голем исчекор во меѓуетничките односи во тој процес на помирување и верувам дека ќе продолжиме истрено да работиме, свесни дека постојано ќе има луѓе кои што ќе се обидува да ја потпалат таа меѓуетничка омраза, бидејќи во неа најмногу се ловат популистички етнички гласови. Ви благодарам.